Пари за лицата со посебни потреби ќе има, а споредбата со грижата за кучињата скитници е некоректна, изјави денес градоначалникот Благој Бочварски. И не се согласувам со таа констатација, апсолутно тоа не е така. И кучињата бездомници или скитници можат да нападнат било кој од граѓаните на нашиот град и ние мораме да мислиме и на таа проблематика. Тоа е многу поевтина работа, со многу помал и поедноставен проект може да се реши. Кога станува збор за нивниот проект кој што го бара, тоа е обемна работа која што бара и време, и ангажман, и сериозно проектирање, и локација, и одобрување за градење, и тоа не може, ние ќе ги обезбедиме парите. Меѓутоа тоа не може да се реши преку ноќ, бидејќи парите доколку немаат проект ќе треба да ги пренасочиме на друга ставка. Оваа изјава на Бочварски уследи откако вчера тој од родители и блиски на лица со посебни потреби емотивно беше прозван. Обеќа, онедува, ја добија власта, ја добија поддршката од нас и не заборавија, но не ги заборавија златните кучиња кои ги обожаваат. Дали вреди едно куче повеќе од еден човечки живот? Револтот на ваквите изјави уследи откако членовите на организацијата Сплотени срца во наредниот буџет на општина Штип не ги видоа ветените средства претходно ветени од градоначалникот. Буџетот на општина Штип содржи повеќе ставки преку кои што може да се помогне, може да се повлечат средства и да се реализираат проекти. Треба да направат проект, треба да се припреми тоа. Ние можеме колку сакаме средства да напишеме во буџетот дека ќе има за одредена ставка. Доколку немаме проект, тие средства нема да можат да ги реализираат. Инаку, според општинскиот буџет за невладени организации и други трансфери се предвидени околу 70 милиони денари. Од нив близу 45 милиони веќе се распределени во програмите за спорт, култура и слично.